Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек. Па, по обичај, појма немам без концепт. Порано правев концепти, многу беше интересно кога ќе се случеше нешто значајно во земјата. Трчав на емисија, сите спремни, викам, ќе збориме за тоа. Да, вика, обавезно ќе збориме за тоа, бидејќи е, не знам, ја запалеле канцеларијата на председателот. Шарена револуција. И очекуваш нормално дека народот ќе збори за тоа. Скандал е, државата е нападната, вулгарно, вака, така и така натаму и така наваму, или парпарема прапа, перош чебе. Че камера. Шо? Кадри? Кадар. П за кадар. На турски да свртиме. Сега кадар, машала. Машала, аферин. Добро. Чекај да шернам ја малце. Чеј се да му текне горе. Да му уклучи процесорот. Што пише тука? Читај на глас. This page has repeatedly shared false information. Independent fact checkers said the information is false. Learn more. А што е лажно? Дека има емисија Јади Бурек. Што тоа јас сум кажувал лажно? Имено објавив еден виц за председателката на СДСМ, за Камала Харис и за Филипче како лажно и дава инекција, вакцина на внуката. И они процениле дека е тоа. Баш за да видам, пуштив неколку вицови, безобразни, вулгарни, и за Мицкоски, и за Груевски, и за Александар Николовски. За них немаше никаков проблем. Иако беа лажни информации. Но за ова има. И нормално, секој која ќе дојде кај мене, и сега, кога отвориш ти Facebook, ти не ме пребаруваш. Зошто? Затоа што Facebook корисниците се обично ретарди. Сега, ја извините што се навредувате, ама готовани. Значи, ти отвараш Facebook, и ти даваш што да гледаш. Види прво интересна работа. Тоа што прво тебе ти е интересно, обично не е заради твојот интерес. Тој комбиниран твој интерес и они со алгоритмите, овој се интересира за Сорос и левица, и дај ќе му бутаме од нашава пропаганда. И нормално ти се појавуваат страници и викаш, ама интересни работи. И нормално, ако е некој популарен, паметен, како Цаки Кисми, тоест ја, иако ја одамна сметам дека нити сум популарен, нити забавен, нити интересен, далеку од тој рейтинг што го имав, сепак сум на пик, пошто немаат што попаметно да прават, и мене ме осудија дека ширам лажни информации. Иако Јади Бурек е емисија за забава, и ја 90% од содржините ми се заебанци. Pardon my French. И сега, што правиме? И се појавува оваа порака. И кога корисникот ќе отвори, вика, ова е интересно, сакам да го шернам, и ќе му се појави оваа порака. И нормално, бидејќи просечен корисник на Facebook, не е човек кој е многу интелигентен, храбар, борбен, кој има своje ја, и ке да не ме казнат, немој. Ке те казнат. Вака, топломер у шупчето ќе ти стават да ти мера температура. Затоа не идете кај мене. Иако, кога ќе се појави оваа порака, значи само share anyway, и ја ќе се ја шернам на мојот профил
бидејќи китка ми вене, гајтанот ми дреме, викаше татко ми. И ќе се вратам на мојата главна страна и сега ќе правиме бушидо. Океј. Кој ќе биде жртво? Па ја првим почнувам од четворица од та. Добро вече, господа четворица. Боле ми е четворица сам, одошло 400.000, а со Карлеуша. Не. Супер ми е. Ама јако нема сво. Одлично ми е. И така. А инаку, third party, ова не ми го прави Facebook. Ова би го прави Facebook по сугестија на една организација која е факти, вистина и така натаму, кај што познати имиња од светот на новинарството, Совет за радиоконтузија и на партиските портали и новини на СДСМ и на Сорос се ставени, значи сите до еден. И се што е, например, малце похрабро размислува, иако ја, например, не сум flat earther, не верувам дека земјата е рамна и така натаму, прилично сум научно ориентиран, самиот сум вакциниран со сите срања што можел, но сметам дека у демократијата треба да им се даде простор на таквите. Арно, они не сметаат и они нормално ќе видите. Едино што научијав да не ми го спомнуваат името, бидејќи ја не користам Јади Бурек, бренд нејмот од мојата емисија, туку го користам моето име е Јанко Илковски. Имам два профила. Едниот ми е личниот профил и ова ми е фан профилот. И обично. На Facebook се споделува лажна информација. И линкот до мене води што било лажно. Јанко гледаш ли дека е меме, дека е виц? Тоа е лажна информација. Но знаете како, ја ги разбирам и нив. И он треба да види, кога Саше Политико буташе патлаци уста на сопругата и на моите деца, кога на Твитер и на Фейсбук имаше повици за силување на мојата тогаш малолетна керка, немаше реакција. Немаше никаква реакција. Дури јас се јавив кај ОПСЕ да протестирам, бидејќи мобинг врз мене, ајде да кажам, јас сум легитимна цел. Знаеш, дебело сум, па трпам. Трпам идиоти, трпам смрдеш, гадотија, гнасотија, кламидија, гнилеш и трулеш, затоа сум и тука. Но со кое право па ме рчкате мојата фамилија? И обично кога ќе, стално има реакција. Го спомна, нели се сеќавате Боријан Јовановски кога му испратија венец заради тоа што јадеше бурек. Море 300 портали било скандал. Кога дојде за моите малолетна керка и за сопругата, никој ништо. Се јавувам во ОПСЕ, бидејќи сакав да протестирам, да се забележи ова, дека е притисок врз мене, дека е закана по живот на блиски и така натаму. Знаете што ми направија? Еден македонец и еден албанец ми се јавија и ми рекоа состанок и ја викам, важи, да, одма доаѓам. Ама не во седиштето на ОПСЕ, туку негде у кафана да сме седнеле. Мрштоко селјачка! И беше мојот културен, интелектуален одговор, бидејќи не признав. Види сега, факт е дека не добив поддршка од никој од Сител, од тогаш кога бев на Сител, не добив поддршка ни од јавноста, не добив поддршка, нормално, успеа да ги уплашат и со притисок да ги повлечат сите спонзори, па и денеска нема спонзори кај мене, бидејќи кој како да се појаве, идам кај Адо Мобиликс, му викам, многу си падна, па паднат сум ради такви, вас нема проблем. Ама ја и ти сме другари, како не? Ево ме код Ландова. Не, супер е. Адо, ти си најболи и најлепши. Нема. А ја ти ја покланjam оваа книга да ја читаш, малце.
Добра е за читање. Ова ми е омилена книга. А никош не сум ја прочитал, само насловната ми е добра. Okay, thank you very much. Кидеме несериозно. Значи, првен со музика за широки народни маси. Не, вештачкава интелигенција е царска работа. Знаете дека имаше состанок, Трамп ги собра говедава од Европска унија, не може да ме цензурираат што ги нарекувам говеда. Да напишам ке мене на... Ствари, не смеат. Би сакале, али не смеат. Може би напишале, ако напишам, Трамп ги собра говедата од Европската унија, да го направат као шири лажна информација, они не се говеда, они се луѓе. Ретарди. Сакам да ги кажам дека тие факт чекери еден паразит кој уште од времето на Никола Младенов се влече. Ствари, кој ќе видиш, сите некои позначајни, посуштествени медиуми беа преполни со тие LGBT, про Сорос, про СДСМ и така натаму, дури и кои сум работел. Да, едноставно успеа да се избутаат сегде. Единствено сега да видиме колку замајецот ќе им трае откако USAID ги укина, целата странска помош ја укина, а Сорос се повлече од Македонија. Чисто да знаете, Сорос веќе не е во Македонија, единствената испостава е во Албанија и оттаму делуваат во Македонија и во Србија. Туку вештачката интелигенција не поздравува по повод собирот на европските говеда во палатата бела на Дончо Трамповски во Ново Вашингтон, село Вашингтон. Не, ова е добро, стварно е добро. И само толку. А уште еднаш. Не стојат пари во една... Не се фаќаат пари овдека. Ни кај мене, ни у емисија. Варно на мониторов. Како? Тоа кај тебе, тоа не стои. Тоа вака лета до кај тебе одма. Вакуум. Кај... Кога ќе дојдеме до сериозниот политички... Ако уопште, ја појма немам кај ќе идам денеска. Може би само ќе чепкам по мојве објави, па ќе видиме. Ова е вчерашната емисија. А ова е норвешкиот принц. Што е муабетот? Па дечково го фателе, сега, ајде да не читам симултано од англиски во Guardian, од англиски на македонски, па да дъткам, па сигурно немам ни време, ни ресурси да преведувам текстови цел ден, секој ден, па да правам. Но еве за што се работи. Синот на норвешката крунска принцеза обвинет за 4 обвиненија за силување. Мариус Борг Хоиби е обвинет за 32 прекршоци
и може да се соочи со затворска казна до 10 години доколку биде прогласен за виновен. Мариус Боргонец, син на норвешката престолонаследничка принцеза, е обвинет за 32 кривични дела, вклучувајќи 4 силувања. Се очекува Хојби, чија мајка е крунската принцеза Мете Марит, а чиј очов е крунскиот принц Хакун, идниот крал на Норвешка, да се соочи со судење на почетокот на следната година и може да се соочи со затвор од 10 години доколку биде прогласен за виновен по најтешките обвиненија. Обвиненијата, објавени во понеделник, вклучуваат силување 4 различни жени, семејно насилство врз поранешен партнер. Ово е гејче. Двоцевка, ауспух, рикверц. Не знам, кој назив го рече? Душиче. Ама геј не се така агресивни, они се фини. Душиче. И може да добие казна затвор до 10 години доколку биде прогласен за виновен по најтешките обвиненија и дрн јарење. Како за? Ние сме нација на добри луѓе, ама многу прости. И нема што тука да се замера. Нашето IQ е многу ниско, немој да мислите дека сме паметни како народ, не сме. Сме релативно добро образовани, ама не сме високо интелигентни. Но не сме геноциден народ, не сме вршеле масакри врз никого. Пау! Ова беше неочекувано. Значи, вистина збора. Гледаш што ми прави клима? Прати го Крокодил Данди, нека исклучи ова. Молим те. Значи, македонскиот народ никогаш не вршал масакри. Александар Македонски војувал... Што е, бе? Ти се дере да идеш да исклучиш климат? Значи, стварно непоштовање има. Стар човек седнал да гледа јади бурека, они го креваат. Бог да чува. Што е на луѓето денеска, бе? Поштовање да се немало. Thank you very much. Mate. Mate викате? Mate? Mate. Mate. Бог да чува. Mate. По австралиски. Значи, не можам да носам наследство крваво со крвави раце од македонскиот народ. За разлика од сите соседни народи, но има посебни два народи во светот, за шпанците и британците, и тоа знаете што има направено со Native Americans и со Јужна Америка, но о том потом. Не ми е тема. Но постојат два народи на кои вие толку им се восхитуват. Леле, колку се они фини. Леле, колку се они прогресивни. Леле, они колку се паметни. Леле, глеј колку во им се затворите. Леле, глеј дава 2 години болничко, трудничко отсуство. Леле, колку добри плати имале. Леле, ова, леле, она, леле, вака, леле, така. Моето размислување, што ми е драго, што нема никој да ми се јави, да ми се спротивстава, иако можете да пишувате на мојот стрим, секако дека ќе го прочитам тоа во емисија, но да кажам, први да идеме малце подалеку за Јапонија. Јапонија е една од најкрволочните цивилизации во историјата на човештвото. Значи, човекојаците не правеле такви погроми, масакри, како што јапонците тоа го имаат правено, особено 20 век, речеш малце поцивилизирано. Тоа што го правеле Малезија и особено во Кина за време на Втората светска војна. Мислам дека Хитлеровите концентрациони логори не се толку сурови како нивните поставки. Се работи за милиони
имале, значи, што правеле во Кина, Манџурија и така натаму. Убивале све што е машко, значи зборам и деца, а се што е женско е силувано. Се што било женско трудно, детето било, жената била распорувана, а детето вадено и убивано. Жените биле претежно убивани, но ги затруднувале намерно за да им ја разбијат нацијата, расата, како се каже така, да раѓаат јапончиња. Се збори за милиони. Многумина после расправаат, а американците им фрлиле атомска бомба. Не, американците не им фрли атомска бомба. Им фрлија 2 атомски бомби. И какви беа во нивниот фанатизам? Арно не добија уште 2. Среќа, ако ништо друго, како мало дете после тежок шамар, иако изгубија скоро цела територија на далечниот исток, на Пацификот и така натаму, борбите не престанува, жртвите постојано се зголемува и колку и да е крволочен чин, и јас како православен христијанин не можам да оправдам никакво убиство, но како во фондација Демерзел, дали би жртвувал 100.000 луѓе за да спашиш милијарда? Сега, тоа е прашање на дебата, што би било, кога би било и како би било. Сметам дека многу попаметни луѓе имале добра причина и зошто тоа го направиле. Да била толку сулуда причината, ќе се фрла уште атомски бомби врз цивилни цели и светов ќе беше побајаги поинакво место. Значи, очигледно дека лекцијата сите ја сватиле. Сакам да кажам, што се случува со Јапонија после Втората светска војна и атомските бомби. После атомските бомби, после првата не им доаѓа памет, им джиткаат и втора, и тогаш веќе им станува јасно дека има да бидат масакрирани. Подпишуваат безусловна капитулација. Но, таа безусловна капитулација има услови. И тоа американски, не руски услови, американски услови. Американците им ја презирнуваат политиката, бирократијата, полицијата, војската. И денеска Јапонија е резултат на тоа што е по подпишувањето на примирието. Наместо да се заебаваат со фрлање огромни пари за одбрана, за војска, они си инвестира, го спроведоа американскиот систем на капитализам, кој ги произведе во она што се денес. Бидејќи нема проблем со мигранти, мултикултура, еден народ си има разбирачка и како продукт на такво нешто ги гледаме оние спектакуларни видеа каде още они да 4 часа успеваат да направат пат, каде што има таква висока граѓанска свест, си помагаат едни на други и така натаму. Не дека е кај нив идеално, но е стварно пример. На светски првенства, јапонците кога играат, сите паѓа у несвест како кога ќе ја напуштеле соблекувалната, единствена била исчистена, дресовите спакувани како што треба, целата соблекувална, нели, спортистите фрлаат ова, она и така се ставаат други да исчистат, не. И сите паѓаат во несвест. Луѓе, точно е, технолошки напредна, цивилизацијски напредна, духовно имаат култура која вредеше, но беа крволочно племе која се друго, бидејќи себе се сметаа за виши, попаметни и подобри, едноставно масакрира. Зборам дека од пред Втората светска војна до крајот на светската војна, до фрлањето на бомби, се работи за милиони и милиони. Значи, Германија, фашистичка, нацистичка, заедно со Италија и Бугарија, нема толку убиено цивилно и воено население, колку што тоа го направија јапонците. Американците джиткаа бомби и испраќаа огромни количини на камиони, на делови за тенкови. Тоа
тоа се јавни, мислам, податоци, каде што, бидејќи Русија немаше таква индустрија и американците ја помагаат индустрија за да ги поразат германците и да се порази Јапонија. За да ја исфрлат на храната на страна, ја зборам за оружје конкретно, за авиони, за камиони, за тенкови, за такви и пара, кеш. Кеш пара, огромна кеш пара. Многу мислат дека американци и руси се мрзеле ово она. Но брат, тоа цепало машинерија не можеш ни да замислиш. За да може да се ослободи Кина од јапонското влијание. Кина немала сила, немала ништо, вода во очи немала. Имала само луѓе како џукели, трчаат по улица, никому ништо. Чанка и Шек со неговата војска едва нешто да можел да направи. Русите испраќаат стотици илјади тенкови крајот на Втора светска војна за да ги потиснат јапонците. Мислам, биле машинерија како и германите спремни да војуваат. Така што имам проучувано документарци и критички, и про, и контра овие децени. Мојот личен заклучок е дека една од најлошите цивилизацијски одлуки е фрлање атомска бомба, но ако го гледаш, дали она прашањето, мислам дека е така донесено, дали да спасиш милион, се согласуваш да убиеш 10.000. Во таа смисла не конкретни бројки. Така што мислам дека е скратена војната, затоа што, пази, и Русија и американци заедно ги напаѓаат јапонците, Кина се крева и не може да ги реша. Дали сваќате фанатизам било? Они имале цар. Царот го сметале за Бог. Својот живот бил ништожен и нешто најсвето било да го дадеш животот за царот. Па тоа не е религија, брат, тоа е секта. Тоа е секта на затемнет ум кој е спремен себе, своите и све да масакрира. Мислам, пази, единствени имале камикази. Абе, не иде да се бори, се самоубива за да те уништи. Замисли што е тоа. И со таков сега ја да војувам, да ми изгинат 500.000 војници, млади луѓе, ајде бре, джиткај бомба тама. Сори, сурово звучи, ама овој материјален свет не е совршен, далеку од тоа. Со Кумбаја и Шангрила не се решаваат конфликтите. Но Јапонија, откако ја губи војната, не останува под влијание на Русија, туку останува под влијание на Америка. Го прифаќа системот капиталистички. Тој систем капиталистички денеска го имате. Значи, она што е во Америка, во Јапонија, вие америчкиот економски модел и систем. Затоа ја имате, нели, National Panasonic, Honda, Toyota, Technics, Matsushita Electronics, KDK, you name it, you got it. Honda, ја кажав, Honda и така натаму. Значи, прва економија во свет, ги пуштија да се развиваат. И овие викаат, не треба да се треба, не треба. За војска пари треба? Не, вика, само за полиција. Идемо, децо. И гледај ги денеска што се. Пример за светот. Но немојте да ми се припотресувате дека, колку биле златни. Златни затоа што изеле ќотек како магариња после многу најкрвави злодела. Како што имаше процес против нацистите во Европа, имаше таков процес и во Јапонија. Страшни сведоштвата. Знаеш што е Нирнбергскиот процес кога го слушаш наспрам процесот во Јапонија? Па човече, тоа ти е, каже некоја забавна серија, Породица у куќи. К-15, забавно, интересно, дури кога ќе го споредиш со овие сведоштва. Така да, единствено што им оддавам пример е по христијански, враќањето на блудниот син. Кога синот го напушта таткото, зема парите, иде, пие, пуши, се курва,
троши, блуд, разрад, ова, она, све се и откако све останало, дошол покорно, понизно, утепан целиот, татко прими ме назад. Татко му нормално го прима назад. Значи, христијански, се е тоа во ред, навистина се свестија, им стана јасно дека прст не смеат да кренат веќе никому и нема да кренат они више никогаш во животот. И на сила, максимално им е избиен тој агресивен ген и до ден денеска они се трудат да бидат пример во свет. Бидејќи како гревовите на собствените, пази, таму има уште живи луѓе кои колеле, пукале, убивале, силувале и така натаму. Пред крај на животот. Значи, генерации треба да поминат, но тоа е позитивен процес. По мене, позитивен процес и на Америка како може да влие. Истото Америка го направи со Јужна Кореја, која ја поддржа. Па еве сега споредете, сакате Северна Кореја или Јужна Кореја. Сакате Северна Кореја која нема ништо или сакате Samsung? Не се. Од друга страна, во Европа, најкрволочно племе. За јапонците, овие злосторства се, да речеме, 19-20 век. Но ние во Европа имаме уште покрволочно племе кое немам пример. Значи има народи во Европа, та и од Азија, дали Джингискан, дали ова, дали она, така натаму, кои правеле поголеми злодела. Незамисливо ми е. Тоа се викинзите. Тоа е такво гнасно нацистичко племе, тоа е една од првите земји која го прифаќа нацизмот. Квислинг одма подпише со две руки. Квислинг бил издајца. Не бил издајца, бе. Он од името на народот норвешки го подпишал тоа. Они бе добре дошле. Направа фабрики, бидејќи атомската бомба први ќе имаа германците, да не беа британците со специјалната акција која им ја уништија фабриката за производство на тешка вода. Првите командоси кога се јавуваат. Норвежаните ги поставија сите услови Германија да добие атомска бомба, а без соработка невидена. Види, многу примитивно племе. Иделе и каде да се истоварат викинг, све освен себе го гледал за животно. Значи, можеш да го силуваш, да го колеш, да го јадеш, што сакаш да му правиш. Работите малце почнуваат да се менуваат кога европските народи засилуваат и оваа стокава примитивна норвешка викиншка почнува да сваќа дека веќе не може туку така лесно со роговине да плаши секого и да коле и да убива и да силува. Па они се и првите кои стигнале до Америка, ма претежок бил патот за да може малце нешто позначајно да биде. Но затоа Европа, они имаат стигнато до Балкан, они имаат масакрирано, само бидејќи биле примитивно племе, бидејќи ќе дошол, ќе силува, ќе заколе, ќе оплјачка и се што правиме? Лишо си идеме. Он не знае да постави систем, како што знаел Александар Македонски, кој знаел дека треба да го обезглави војсководецот, царот и така натаму, да постави своји луѓе и да си продолжи народот да се живее, но да се живее на под услови како што одговарало на Македонската империја. Он не правил масовни масакри, затоа што сакал таа империја да функционира. Нормално не профункционирала, затоа што сме ние стока селјачка и се испокаравме кога му се слошило на човекот, се испозаклавме кај кого ќе иде златото. Така што најдоброто и најлошото одма се гледа за Македонија. Не успеваме ние држава да направиме никогаш. Иначе да бевме посаглам народ уште од време на Самуил. Али не бива. Не бива ни да убиваме, не бива за стратегија, тактика. Ние сме поединци, ние сме добри командоси, ние сме добри партизани, ние не сме за фронтална битка,
Ние сме храбри поединци, ние можеме да се соочиме со диво населје, со Рачиново, со разни племиња. Ние имаме храбри поединци, ние имаме храбар народ, ама имаме храбри поединци кој еден сам е човек армија, Рамбо, Командо, Шварценегер. Такви ги имаме ние неколку стотици, они ќе завршат работа. Народ не. Илинденско востание, колку души е? 800-900 илјада души, толку. Од цела Македонија. Значи, ајде да беа 100.000, 50.000 да беа, 30.000 да беа, да речам. Да, ние сме народ. Не, ние имаме поединци. Поединци го водат овој народ. Не народот. Народот само ќе, кој ќе ме води? И сега кој почне некој да ги води, овој не чини, овој чини, ова. Само на муабет. Ние сме само за јадење бурек и нели, ние сменивме. Зошто го сменивме владата во 2017? Прислушкуване разговори. А што е прислушкуване разговор? Трач муабет. Што ја и Баже сме правиле муабет. И сега на Баже, не, ме фатиле мене и жена ми. Правиме муабет. И она ми вика, ја скршив колата, а ја и викам, леле, ке те убијам. И они го вадат тоа и викаат, Јанко убица! Полека, бре. Или Баже ми пише, слушај, таа емисијата од вчера се избриша. Не знам како. И ја му викам, Баже, педер еден, ќе те убијам. Јанко анти-ЛГБТ, хейтер, расист и убиец. Пази, тоа е узречица, тоа е кафански муабет, тоа е муабет пред гранапче кој си го правиме другари. Ај бе, шо те вртам, ај бе, бегај ти ова, она, ваму там. И ние на тој трач муабет, иако знаеме дека е трач муабет, иако дека нема функционален криминал, ние врз основа на тој муабет паѓаме на оние ретардирани недегенерици и ги оставивме 7 години да владеат. Па не ги оставив ја, народот ги остави. ВМРО биле криви. Не, Џони, не се правдајте. Не се правдајте. Ние ги оставивме. Ги оставивме да направат и територијална поделба, ги оставивме и Охридски договор, ги оставивме да го сменат и името, да го направат и пописот и да ги оставивме, ќе влезе и бугарите. Тогаш се све... тоа беше атомската бомба за македонскиот народ. Значи, викинзите масакрираа све. Почнува да се променува на подобро кај нив, кога цела Европа веќе го прифаќа христијанството и сваќаат колку моćна вистинска религија и народот сам норвешки, така да нема они избор, они ќе масакрира. Ви велам дека до Балкан има доаѓано, колено и така натаму и така натаму. Што мислите кога ќе отидете источна Македонија? Од каде оној сини очи, сина коса? Тоа се војските од две. Едно е викинзиве, што оставале свој поколенија, и второ се овие, како се викаат, крстоносците, кои патувале до Јерусалим да го одбранат. И тоа не го одбрани. Откако го земаат христијанството, малку се оправаат во онаа крволочност викиншка, но сведоштвата се неминовни, без преседан во историјата. И сега што се случува? Негдека, кога се открива нафтата 19 век, они доаѓаат до пара. Кога еден народ доаѓа до пара, прво почне да си го подобрува животот и за да имаш некакво влијание, потребно ти е сваќаш дека денеска не е војска и атомски бомби. Тоа кинези, руси и американци ќе се тепаат и ќе не потепаат сите. Џабе не се нервира. Значи, и таму по некој чат-пат поединец, утекне и вика, окей, тогаш ќе идеме на пиар. Пиарот нивни, денеска, е секоја година имате некоја fucking серија за вики, леле колку страшни, леле колку храбри, глеј го Один. Один, ако го читаш и во нивна митологија, Один е глуп ко ноќ, вака. Бараба, фин момак, али глуп тотално. Кој иде и се тепа.
Татко му е, одине, ко Филип наш, едно око извадено, испил, джитни се на Олимпија и прави бели. Значи, со многу пара од нафтата, значи премногу пара, они сега се обидуваат да му продадат пувки на свет. Еден драг мој пријател, 90 години, се смува со една девојка која има викиншко потекло од тие краишта. И на една заедничка средба, таа почне да ми филозофира и тихо младичот ти се врти, вика, ало бе, вика, не ми збори за култура и цивилизација. Вие кога сте иделе и колеле, ние имавме универзитет. 10 век. Цркви сме граделе. Писмено сме ширеле меѓу народи. Вие шо правевте? Коли убиве? А не. Извини, што не? Не сме колеле уба. Ние бевме трговци. Викинзите биле трговци и правеле културна и трговска размена. Еј, човече бе. Абе, ја викам, добро помина и требало. Има среќа што американците не им се наврта, таму требаше да се джитне атомска бомба. Сега ќе беа уште подобра земја. Затоа што нивниот примитивизам е сега покриен со луксус, со многу пари, со електрични автомобили, со совршено здравство. Ние гледаме 30. Види, ние сме за никаде, они се супер. Да, супер се сега на таа пара. Знаеш што ќе беше Македонија на таа пара? Шангрила. Еве ти кажам. На таа пара Македонец ние ќе имавме сега нова Александриска библиотека. Ќе ги возобновевме сите текстови. Ете тоа ќе беше. Ние ќе вложувавме во спорт, ќе вложувавме во чалам, ќе ги возобновевме сите цркви и манастири. Што Македонец највише вака го дра? Најболја ракија. Леле манастирот колку ви е убав. Нели ни е убав? И одма, вака растеме, као пештански квасац сме возбуден. Леле, ми го пофалија манастирот. Обнови, откупи. Охрид има 365 цркви. Дали ги знаете кај сте? Не, па нормално дека не знае. Секој ден у годината имало литургија во различна црква можело. Секој ден си можел да идеш да се причестиш. Не постои. Ево, таму е името Балкански Ерусалим. Не постои место со поголема концентрација, освен Света Гора, со поголема концентрација. Значи, живеел. Има едно сведоштво од еден владика у тоа време, вика, Охрид го опишува 13-14 век, не ме фаќајте за збор. И вика, Охрид е прекрасен народот, културен, сите во оние одежди со позлати, нели, наоѓаме оние маски посмртни, колку било тоа шминка, колку имало тука Луи Витон, Шанел, шминка, пара се вртело. Него кратово кај било кај што копале злато и така натаму. Значи, ова не биле ратници бе овдека, ова било шминка бе, Беверли Хилс, сакал се сунча. Оди открите ги нашите антички, све е тоа бањи, амфитеатари, значи сакал да гледа филмчиња, да се бања, да си ги лади. И све е тоа производ на менталниот склоп. Нечел да иде да коле, да се тепа и така натаму и така натаму. Така што норвежаните, они се обидуваат сето ова да го надградат со многу пари. Што е продуктот? Продуктот е глупи македонци, ајде да кажам, балканци, се восхитуваме. Леле, ние треба да тежнееме кон нив. Како бе да тежнееш кога он за школство? Ние со 100 денари описменуваме и продуховуваме прекрасни деца, едвај. Он треба да вложи $100,000 за да одглуми дека е нешто позначајно. Па на крајот на краештата, еве да не идам Норвешка, да идам Шведска. Шведска има Нобелова награда, гледаш бе, милион ова. Да, ама зошто ја направија? Затоа што мистер Нобел измисли динамит и кога виде што направил, Бог да чува и да брани, дај ќе давам пари само да се искупиме, само да се исплакнеме, човече, од резилот.
цивилизацијски и светски, сега они се исплакнати 100 години, бидејќи прост народ заборава за 6 месеци. Ние заборавивме 2001, заборавивме владење, па 2017, 7 години оставивме идиоти да не секса, да не плячкаат, да ни продадат име, све тотално да отие. И, нели, ви реков, атомската бомба беше Бугарија. Се свесте. Знаеш што? Ја да бев, ќе ви ги внесев бугарите за да квичите, како казна затоа што дозволите се претходно. Затоа што не знам како, поинаку и троштината, ама тоа е сервилноста македонска и така натаму. Не, никогаш не би го дозволил тоа, затоа што никогаш не би ставил никогаш ништо. Уставот би бил, по мене, уставот би биле стихови, има неколку устави кои стихови имаат наместо амбули, преамбули, би го ставил цитат изваден од Свети апостол Павле за љубовта. И врз основа на тоа да биде уставот на Македонија. Устав на сите што живеат во Македонија. Крај. Како у Америка што се американци, во Македонија се македонци. Нема нации, нема расти, нема ништо. Крај на мојот. Што имаме ние вака, што можеме да запамтиме од Норвешка, освен што имаат многу пари од нафта, бидејќи, си добија нафта. Знаеш како има еден стар еврејски виц. Мојси разговара со Господ, Боже ме прости, и вика, арапите ќе добијат нафта, а ние да си го исечеме врвот од што? Виц. Не се. Брейвик. Се сеќавате на Брейвик? Брейвик колку души уби? Измасакрира? Андрес Берг Брейвик. Скандинавец. Иначе од Норвешка. Колку души уби? 69. Со шмајзер, со кртешница. Та. Зошто? Он бил христијанин, мислам, овој мајката ни ја расплака, ама тоа е норвежанец како си ги сваќа, а овие биле многу геј либерали. Па баш што ти се такви, треба да ги оставиш. Затоа што Бог дозволил такво нешто. Борбата е со љубов, борбата е опит личен, со молитва, со причест, а не со куршуми. Ретард еден. Голема белја направи. Жив е, здрав е. Да направиш масакр у Норвешка? По човече, знаеш како е норвешки затвор? Уште одма знам дека собата е подобра него мојата лична соба. Гледате како изгледа една ќелија. Затворска ќелија. Нема решетки. Брат, ја ќе го сечам на олка и парчиња, ако е кај тебе дома, твојата соба посредена од ова. Човече, да ме затворат и доаѓаат, викаат, готово одлежавте казна. Стануеш и му ја учукуеш на тој. Уште 2 години. Фала. Имаше еден клип, врати ме. Брат, слушај, идеш на судење и ти вика 2 години затвор и ти почнеш да плачеш. Не биди тажен. Не, јас сум среќен. Значи, нема решетки на прозори. Не е оградено. Таму се дури има некои затвори со бунгалови се и интернет, учиш, чита. Супер, брат! Некој ти се грижи за храна, за сместување, за грејење. Па сува злато. И тоа се високи цивилизацијски вредности. И Брейвик. Така што, вакво нешто, синот на норвешката крунисана принцеза е
Чекај се, на човечански, добро, е обвинет за 32 злосторства, од кои и плюс 4 за силување. Иначе, кој што разбрав, бил Ибнев, затоа што семено наследство својот партнер го тепал. И сега што да ти кажем? Ова е врвот на норвешкото општество. И уште ми кажуваат денеска дека они биле трговци, дека они ширеле култура. Да. Кога дошле германците, баба му ширела трипер меѓу непријателот. Знаеш што, со сите мани и критики што ги имам за мојот народ, ние сме, брат, во суштина, со нашата глубоќа и простоќа, кој што не викаат, прекрасни. Многу добро беше, да не влегам. Добро, окей, no more. Не, ќе почнем да јадам некој друг бурек, а после подкаст која ќе правам, која ќе заврши овдека, ќе идам и јас да одлежам. Ајде бе Јанче, Владко Каров ми напишал, ајде бе Јанче, доста јаде бурек. А шо ајде? Телефони не отворам. Пиши овде како сакаш нешто. Не, нема телефони, умреа телефони. Не знаеш? Умреа бе, ги закопавме покрај моето мачарче у двор. Нема телефони. Ало, Јанко во живо иде сега. Ао, Ѓорги, фала ти многу. Мошне. 11 души, 1 саат ме гледаат. И така. Океј. Знаеш сега што ќе те замолам? Сам си? Абе, кај ми е колегата Марко? Искра. Марко прошлата недела ми подари едно чоколадо од фирмата Шван. Не знам од каде е фирмава. Шван. Бело чоколадо беше и стварно вкусно. SCHVAN. Шван. Джван. Така? SCHWAN. Шван. Еве компанија. Не бе, Сван. Ле, бре, ретард, бе. Види шо ми дава. Шван чоколад. Еве ги чоколадата. Кај се чоколадата? Еве ги чоколадата. И овие ги има се појавија во Македонија. Ова се млечни чоколада. Едното е со темно чоколадо, другото со какао, а другото е бело чоколадо. Она што е убаво што нема шекер, но нема вештачки шекер замена, туку има природна замена со стевија. И многу паметни и освестени луѓе кои знаат дека еден од најголемиот убиец на денешницата и најголемото нарушување на здравје доаѓа од шекерот, затоа што го има сегде и во енормни количини, искористија за ова. И мојот колега Марко ми поклони едно бело чоколадо, вакво, навистина, многу. Тргни ме од кадар. Ми подари едно вакво чоколадо и возрастно бев во маркетот од кај што нашол, бидејќи биле разграбани, што значи дека кај македонските конзументи постои свест. Морам да кажам дека е исклучително ефтино, затоа што, например, крашовите се околу 150 денари, ова беше 50 денари, но она што најдов и му реков вчера е дека ќе му донесам,
он не е по ова, туку неговата сопруга, со која се знаеме, нели, семено, внимава на тоа што јаде и дека не конзумира шеќер, исто како мен. Да возвратам, јас купив еден ваков крем теин, оваков, со стевија, и му реков, кој има и протеин, предпоставувам, да, 17% протеински крем, без шеќер и наместо шеќер стевија. И ова е негдека, ваквите креми, баш у олкаво пакување, колку не знам грамско е ова, се едно, ваквите креми, обично по маркетите, Тинекс, Веро, Рамстор и така натаму се околу 300 денари. Околу 300 денари. Ова е само 100 денари. И купив две, едно за мене, едно за тебе, Искра. И му реков на Марко, дојди, дали денес доаѓаш? Да. Ке ти донесам, молим те да ја го даеш на Искра. И еве го нема. Искра, пошто еве кажав јавно мора да ти го донесе, нема да го изеде по пат. Добро, он не ни сака, како се вика, стевија. Ама жал ми е. Ке се видиме денес утре, предпоставувам, и ќе стигне ова до кај тебе. Може да пуштиш джингл? Драги мои пријатели и пријателки, сериозно, несериозно, се изнаја до бурек, со кој ќе се согласите или не, тоа е ваш проблем. Ја сега сакам да се префрлам малце на филмот како цивилизацијски вредност и пред се како уметност. Значи, не секој филм е уметност, филмот, како и музиката, и забава. Но и филмот, и музиката, и многу сегменти од уметноста имаат свој сериозен пристап, длабок, и имаат оној забавен, популарен, фаќање во ора, бисер балкански, но има и затоа тешки, уметнички, продуховени, многу слоевити дела. За да имаш ти една музичка или филмска сцена или било каква, потребно е да ги имаш сите елементи. Значи, ако имаш филм, не треба филмовите да бидат само она што народ сака. Серии, оние ефтини, тралала, или да бидат комедички, или да биде некој филмче тралала. Мора да содржи, за да зборам за филмот како светска уметност. За да филмот има своја јак корен да произведува се и се што. Сите жанрови, па и оние најпопуларни, бидејќи колку е нешто попопуларно, толку нивото му е пониско, толку е слоевитоста помала. Нели, со музиката. Процентот на оние што слушаат уметничка музика е најмал. Но тие се исто така битен сегмент за да обстанува музиката и музичката сцена, како што и оние конзумираат турбофолк. Едно без друго не може. Но, кога ќе се дисбалансира, тогаш добиваме периоди на лоша музика, дури и во сегменти кои не биле зафатени од вулгарниот поп. Например, кантри музиката, иако е една од пониските облици на музика, остана со едно такво ниво, но не падна по тоа, за разлика ние на Балканот, што нашето ниво го спуштаме со Пинк, со тие реалити шоа, со проститутки кои без гаќи идат по емисии да прекрстат нозе и после ги сметаме за пејачки и така натаму. Интересно е што македонците во егејскиот дел на Македонија исклучиво играат, пеат, слушаат и кога се собираат само македонска музика, нив не им треба турбофолк, не им треба ништо, не знам зошто. А овдека во Македонија дојди на најортодоксна македонска свадба, имаш пола саат македонска музика и после тоа имаш отишо си сармо пробо ниси, теку сузе на бели Мерцедес и сличен булшит. Но да се вратиме на филмот.
Она што сакам да ви го предочам и да го презентирам, и она што нема да предизвика голем интерес кај вас, затоа што досадно ме боли глава, ме тера да мислам. Се работи за руската школа. Чекај малце. Ќе дојдам кај вас, имам доста коментари се насобрале, не знам зошто. Идам да ги искарам сите што дошле да гледаат Јади Бурек и да коментира. Како не ви е срам да коментирате на Јади Бурек? Абе, треба да идеш таму кај Лазаров, кај Боки, таму е популарно, да иди кај други, не кај мене. Туку, идам на каналот на Москва филм. Мосфилм или Москва филм е канал на кој ги ставиле најзначајните дела во руската кинематографија. Многу интересно и жално е што во време на комунизмот се направија позначајни уметнички дела одошто кога се ослободи, бидејќи тогаш пазарот малце завлекува и иде. Но беше голем предизвик во време на комунизмот да говориш за теми за кои не смееш јавно да говориш, а во филм не смееш да ги прикажеш, и кога ќе ги прикажеш на еден суптилен уметник, можеш само на еден длабок, суптилен уметнички јазик. Колку подлабоко идеш, поколку си по-суптилен, бидејќи уметноста има една аксиома која гласи: уметноста цврсто кружи околу вистината со цврста намера од неа да не се испече. Значи, никогаш директно да не ти каже, туку да го почувствуваш тоа во себе. Ние, како генерација, не сме учени, ние бараме готов, само наслов да прочитаме. Но, затоа и ова го зборам, веќе неколку години наназад, може би еден од најдобрите, ајде да речам 5 најдобри режисери на сите времиња. Тарковски, вратиме. Неговите филмови се дадени на увид на севкупната човештво, севкупната цивилизација, секој кој сака да ги гледа. Јас со гордост, ароганција или препотенција, кој како ќе го свати, ги имам овие филмови на Blu-ray, 4K, многу пари дадов, за да ги имам овие филмови, затоа што сметам дека ако еден ден, тоа ќе биде една од ретките книги во библиотеката која ќе остане за идните генерации. Све друго ќе се расфрли, али Кјубрик, Тарковски ќе останат за внуци. Оти ќе инсистирам како наследство да изгледаат неколку од овие филмови. Она што јас го протежирав пред некој ден, за жал овдека можеме да имаме проблем, е филмот Соларис на Тарковски, негово видување на книгата на Станислав Лем, снимен 72 година. Тој е научно-фантастичен филм, 72 година. Говори за една планета океан, која многу чудно се однесува. Човештвото гради вселенска станица, орбитална станица околу оваа планета, да ги проучува ефектите. Она што се случува во действието е дека екипажот таму прекинува да комуницира со Земја и испраќа многу чудни пораки. Крис го испраќаат, кој е психолог, да иде и да види што се случува. Не е тајна, книгата треба да ја прочитате од Станислав Лем, бидејќи почнуваат да се случуваат чудеси, се случуваат чудни работи. При надлетување на океаните на Соларис во испитувањето забележуваат дека
се појавила една джиновска фигура на бебе од 4 метри која многу чудно се однесувала. Тоа во филмот не е прикажано ни во двете верзии, ни на Соденберг од 2002, но овдека се раскажува. Ефектите се многу скромни, затоа што Руската филмска школа во тоа време едва и кубури со материјалите, но за да се сними еден базичен филм, бидејќи обично се снимале воени филмови, а воените филмови биле покриени од Руската црвена армија, тенкови, авиони, така што немало проблем за такво нешто, но за специјални ефекти било малце потешко. Доаѓа на станицата, забележува многу чудни појави. Јас првпат го гледав Соларис, кога бев дете, беше прикажан во понеделник навечер од 9 до 10 часот во 2 дела, бидејќи ова е филм кој трае околу 2,5 часа, значи преку час и нешто беше секој дел, и знам дека се тресев од страв. Зошто? Затоа што се појавуваа мртвите. Поточно на луѓето околу Соларис им се враќаа луѓето кои највише ги сакале, а ги загубиле. И тука почнува една идеолошка, една филозофска, религиозна обзервација што се случува кога човекот ќе се соочи со чудо, кога неговите најсакани му се враќаат. А кој може да врати да оживее мртов? Кој може да ти го врати она што најмногу ти недостига? Само Господ Бог. По мене, Соларис, иако Станислав Лем во книгата Планетата Соларис ја смета за високо напреден ум и интелект пред се, Тарковски суптилно те води кон Бог. Пази, не смее ни еден, бидејќи секој филм морал да биде цензуриран од политички комесари. А знаете дека е тоа време кога Бог, христијанство, биле прогонувани во Русија. И ова да го протнеш низ филм, на таков суптилен, нему му требало да иде многу длабоко во карактерите. И тоа произвело да направи вистинско филмско ремек дело. Еден од 5 најдобри филмови на сите времиња. Не е најдобриот, бидејќи има уште подобар, а тоа е Сталкер. Сталкер па е снимен по книгата на Аркади, значи Соларис е снимен по книгата на Станислав Лем. И таа ја имам прочитано, интересна книга. А Сталкер е снимен според приказната на Аркади и Борис Стругацки. Книгата има бизарен наслов, нивната, тоа се двајца браќа, писатели, изворедни пишувачи. Книгата има бизарен наслов, се вика Пикник покрај автопатот. Зашто се работи? Сталкер е човек кој луѓето кои се љубопитни ги води во зоната. Што е зона? Зона е место кое одедно се појавува, не се објаснува како, зона каде што ништо не може да преживее и да се пробие. А Сталкерот успева да ги однесе луѓето во центарот на зоната. Во центарот на зоната постои црква, за која дознале дека таму се остваруваат сите желби. Сталкерот води тројца луѓе низ зоната. Но низ зоната не можеш да идеш како што шеташ низ парк, идеш низ град, шеташ по шума. Мораш да имаш едно длабоко внатрешно чувство кај смееш да стапнеш, што смееш да направиш, каков треба да ти е умот за да можеш да влезеш. Една од најфрапантните сцени ми е кога ќе стигнат пред црквата и кога им вика не смееш да влезеш вака затоа што ако влезеш ќе бидеш убиен. И многу луѓе праќале војски, тенкови, авиони, све се рушало. И ја затвориле зоната, никој да не иде таму. Сега замислете ја символиката кога во центарот на зоната имаш црква и ова ми е фантастично. Секој човек е остров и секогаш Господ ќе ти прати еден ангел пазител и никогаш нема да те остави сам. Тоа се моите тумачења. Можеш да гледаш. Водата е благодат.
a on strada. Дома има дете кое му страда. А он стално го бара Бог и ги сака да ги однесе луѓето до чудата. И идат по подземје, надземје, за да не настрадат. Покушавам да ја видам каде е сцената кога ќе дојдат во зоната до црквата. Дали е ова тука негдека? И он фрла некои си камчиња врзани со марамче за да види дали ќе исчезне. Затоа што постојат невидливи сили. И сега ова е суптилно раскажано, а не директно. Мислам дека овдека негдека беше таа сцена. И ова е легендарна сцена кога идат кога се возат на ова. Има една сцена долга со 10 минути, дури е искратена, каде што му го снима у вратот. Сето ова дава. Гледайте, првиот дел е скоро црно-бел, а после дава во боја. И некој ќе рече уметнички. Но оваа уметност од немајкаде. Толку имал пари. Првиот филм му се расипал. Немале пари да му дадат за втора ролна да го пресними. Неколку пати го снима филмот. И ова е само од материјалите кои останале. Бидејќи погледнете ја првата сцена. Ова не е резултат на намерно. Ова е резултат од немајкаде. Ова е сцената на кафаната, кај што почне се, кај што ги пијат ракиите или што и да пијат. Све е во распад, труло. Што и реално и било така таму. Но во суштина го прикажува овој свет наспрат тоа. Но луѓето идат во зоната за да откријат, еве, вратата на црквата е отворена. Ама не можеш да влезеш. Не можеш право. Затоа што еден глас ќе му рече стој. Чекај дали ќе се чуе. Има глас? Но пушти гласот, другар. Okay. И пази го ова, кога си ја погали главата, во прв момент мислиш дека ќе се прекрсти. И тоа е намерно направено. Тоа е суптилноста на Тарковски. Но 72 година да се прекрстиш на филм, не. Стойте, не двигайтесь. Слуша глас кој му вика стој, не се движи. И он тука застана. Он го слуша тој глас. Значи зоната некаков глас. Но, нели, на широка јавност, на овие им го продава како, нели, научна фантастика, нешто надприродно. Ама ако сте во црковени, продуховени, малце поинаку ќе ги гледате денеска работите. Нормално во текот на филмот они ќе стигнат до совата каде што се остваруваат џалбите, а патниците се тројца, а тоа е некој си напуштен стар млин, каде што е само остатоци од некаков песок или така натаму, и погледнете оваа сцена. Мислам, луѓе, ова е... Ако влезеш, ако го исклучиш внатрешниот диалог и гледаш со продуховени очи, ти ќе се воодушевиш. Толку суптилно. Да, дури во животот. Что? Ничего. Не можеш, туку така, стани и право у црква. Треба исповед, треба подготовка, треба покаяние, треба крштение, треба миропомазание, за да дојдеш до благодатта. Иако во крајен случај стани и влези у црква, никој нема да ти избрка. Бог е милостив. Но нашиот процес за да го направиме тоа, иако физички ништо нема да ти се случи, но во себе, колку имате кочници у недела
станете и да отидете у црква да се причестите. Па знаеш, не сум исповедан. Па исповедај се. Ама не сум миропомазан. Па миропомазај се. Па не сум се покајал. Па покај се. Се е бесплатно, се е лесно. Ама колку е тешко. И затоа сталкер е внатрешниот пат на страданието. А овие учени луѓе кои доаѓаат и ги носи тука, се со една цел. Да ја уништат собата во која се остваруваат сите желби. Сталкер. 2 часа и 40 минути. По мене, најдобриот филм. Но, иако Москва, шубава плажа ова, кај ли оваа лепота бе, види овдека. И сега како од уметност го кликнав ова, стварно не знам. Океј, и Бица, неќам. Добро, да се вратиме Москвил и да видиме што има. Крајот на Сатурн, кои филмови како за мене ги предлага, најпопуларните филмови и најгледани од Москва филм се Патот до Берлин, има 12 милиони гледања, Белиот тигар, тамо, нели, тие класици, но Сталкер е еден од најгледаните од тие уметнички филмови. Дерсу зала, Огледало, Зеркало, исто од Тарковски, Сталинград, руската верзија. И има и други, Војна и мир, фантастичен, ако не сте ја прочитале книгата, изгледајте го овој филм. Изгледајте го овој филм, затоа што во 4 дела е. Секој дел е по час и половина, значи 7 часа филм е во суштина. Војна и мир. Во 7 дела е снимен. Но Тарковски, ако го мислам дека скоро сите негови дела се Сталкер, Зеркало, Соларис, Андреј Рублјов. Андреј Рублјов е иконописец. Многу од неговите филмови, икони и фрески, и дури ги имате дома. Значи, еден од најзначајните личности во историјата на православието и за неговиот живот и дело. Како успел да ги убеди, предпоставувам дека како историска фигура, ете да го означиме Андреј Рублјов, бидејќи во цел свет и тогаш бил признаен како врвен уметник. И е многу интересно, особено делот за камбаната, кога тоа треба да го изгледате. Ова е филм кој трае 3 часа и е нешто многу. Се обидел, нели, бидејќи не можеш да го одбегнеш. Еве го Андреј Рублјов како е прикажан. Тут вот что получилось, Андрей. Я все думал тут, решил сказать тебе. Ја апсолутно ги сметам дека се ова 4 филма, Сталкер, Соларис и Андреј Рублјов, филмови кои мора да ги изгледате. Треба да ги изгледате. И ги имате бесплатно. Ги имате бесплатно на страната на Мосфилм. Оно што го немате бесплатно, по мене, е најважниот филм без кој да не се случеше, немаше да се случат ни Сталкер, ни Соларис. Сталкер е снимен 79-та, некои пар години е снимен, ако не се лажам, а Соларис е снимен 72-та. Но најзначајниот, најпродлабокиот филм е Одисејата на Кјубрик, 68 година. Додека светот уште се чудеше што е. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon.
I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Најзначаен филм во историјата по мене. Најдобриот филм на сите времиња. Благодарам режија, нема да пуштам више ништо. Стенли Кюбрик, 68 година, 2001. Напишан според наводно книгата на Артур Си Кларк. Откако го изгледа филмот како дете, многу и не го разбрав. Немаше диалог, немаше пиу-пиу, премногу духовно, ја млад и глуп. Ми треба 15 години за да го прегледам после негдека средина на 80-тите години и да речам о мај гад. Откако се во црковив, се крстев, кога го прегледав следниот пат, негдека 95-та година, ја пребледев. Така делуваше на мене. Значи, многу време ми требаше. Но, интересно е, што првата награда, не му дадо Оскар, му дадо за ефекти ова, но првата награда која му беше доделена на Кюбрик за 2001, Вселенска Одисеја, е од Американската црква. Значи, тие луѓе кои веќе го познавале словото и се колку толку попродуховени, ја запознале суптилноста на човековиот пат кон Бога. Кон нешто неискажливо. Значи, Кюбрик нигде не спомнува Бог. Може слободно да кажеш дека се елиени, дека се друга цивилизација, дека е тоа друга димензија, дека е тоа друг простор и време. Но и тоа како можеш да го проектираш Бог во целата приказна, со целата негова суптилност, бидејќи монолитот како синоним на Бог се појавува од падот наш, кога сме избркани, кој не води на суптилен начин, не директен, како и ден денеска. Ние имаме вера, ние немаме доказ за Бог, ама имаме вера. Имаме докази, ама докази кои не се направени така да можеш да ги дадеш како екзактни, туку како сведоштва, постојат дури и чудеси кои ги негираме, ги објаснуваме со се и се што. И тоа намерно го прави Бог, затоа што ако ни се укаже, ни покаже, ни докаже, па и другар ми ќе стане верник. Ке рече, Јанко, го видов, да, мава шамар, и јас сум верник. Па не ќе он такви верници. Зошто? Ти тој е веќе роб. Ти си уплошен, ти си посран од него. Што ќе си му? Ја не сакам син ми и ќерка ми и сопругата да бидат со мене затоа што имаат страф од мене дека ќе ги утепам. Туку да бидат слободни со љубов. Јас тоа го сакам. Па може ли поразлично да биде? Зошто сме родители? За да почувствуваме каква е Божјата љубов спрема нас, следствено каква е нашата љубов спрема нашите најблиски. Бидејќи не можеме ние да го сакаме целото човештво. Не можеме ни својот народ да го сакаме толку, ни комшилук, но можеме своето семејство. Еден само мал сегмент да почувствуваме што е љубовта спрема онаа Божјата која ја има спрема сите, и оние што го сакаат и добри и лоши и секакви. И тоа е целото, он цело време тоа ни вика, затоа сакајте, ама како лоше? Немаш избор, освен да сакаш. Само љубовта ќе не спаси, ништо друго. И затоа Одисеја 2001, Сталкер и Соларис ми се 3 филма, една чудна корелација. Значи, првиот продуховен, уметнички филм, кој најдлабоко допрел, иако книгата е безвредна. Може да ја прочитате, ја имам книгата, Кларк не знаел никако да ја заврши, има 5 краја таму нешто напиша. Врска нема. Филмот нема една страна диалог.
Она што го слушнавте кога вештачката интелигенција HAL 9000 му вика на Дейв, не ти ја отворам вратата. Абе отвори вратата, не ти ја отворам. И тоа е сингуларитетот, она што дури денеска успеваме да го дознаеме за вештачка интелигенција. Но таа вештачка интелигенција била под инфлуенца на Божите нетварни енергии, заради виша цел постапува така, а не затоа што се издемонизира. Фантастично, прекрасно. Го гледаш, тоа е амбиент. Тоа е филм кој не се разбира, тоа е филм кој се доживува како филинг. Како сега ја да ти опишем, седев покрај море, тај ми сценава, седам покрај море, убава вода, ветерче дува, мене ми е убаво. Да, ама ако не отидеш, се брцнеш таму, легнеш тука, се опуштиш, го доживееш, џабе ја колку да ти филозофирам. Има ли зборови да се опише ова? Не, кретенко мене ќе јаде бурек, 1 сат, 2 сата. Ама секој човек ова го доживува и тука нема што да се збори, бе. Кога ова го доживееш, како ли тек Бог треба да го доживееш? Или можеш да го доживееш? Не мораш. Ништо не се мора. Се е дозволено. Дали е се полезно? Тоа е прашање. Значи, ако 2001 на Кјубрик е патување, патот кон Бог, значи целото човечка цивилизација, која низ историја и низ Библијата, нели, го сознаваме, и додека не се сретнеме со него, на еден суптилен, научно-фантастичен уметнички начин, Соларис е соочување со Бог. Соочување со неговите чуда. Јас сум ви рекол многу пати, што е најхорор во филмовите во светот? Од што највише се плашите? Покрај оние ѓаволи, демони, сатани и така натаму. Од оживување на мртвите. Што е оживување на мртвите? Зошто е толку страф од оживување на мртвите? Оживување на мртвите ни е пишано. Второто доаѓање. Кога сите мртви ќе воскреснат во твоите нови тела. Но ние сме греовни, ние не сакаме да се причестиме, не сакаме да живееме христијански, сакаме греови, сакаме да пиеме, да пушиме, да се дрогираме, да се курваме, да се коцкаме и така натаму, и да се правиме будали дека сето тоа ќе помине. И сега он Господ Бог кој толку многу ни сака, ни дава искушенија, он не може да те казни, сами се казнуваме, затоа што се откачуваме од него, не ги прифаќаме неговите благодети и ние забегуваме во убиство, во перверзии, во 300 чуда. И после викаме зошто Бог дозволува ова. Ало, среб беден, глуп еден. Создаден си да сакаш. Љубовта не љубомори, љубовта не убива, љубовта не повредува, љубовта сака, љубовта не прашува, љубовта не вика, тој ми направи услуга, ја ќе му вратам. Не бе, љубовта дава и крај. Без оглед дали примач. И љубовта е страдање. Страдање, нема човек што сака мора да пострада. Христос пострада затоа што го сакаше човештвото. И затоа е совршен. Патување на Бог 2001 кон Бог, цивилизацијски, човечкиот пат од Генезисот, од падањето во еден до идење до космосот, сите нивоа до конечност. Соларис е соочување со чудата, мртвите ти ги враќа. Што направи Крис кога отиде на станицата? Прво, неговата сопруга, во која бил толку многу ја сакал, му се самоубила. Заспива, отвара очи, она покрај него. Прво што прави, ја убива. Не ја убива директно, него ја става во ракета и ја пушта, бидејќи сваќа дека како суштество она не е тој вистински човек, туку е отелотворение некакво на нешто направено од неутрина, кое има дел од сеќавањата на неговата сопруга, но и покрај тоа што го уништува,
таа повторно се враќа. Но тоа не е истото што го испратил, туку ново. Ново тело. И он сега се соочува со една морална, човечка, правна и секаква дилема. Што направив? Кого убив? Овие му вика, па не уби човек. Што убив? И се заљубува во ова второто. Како и да е, треба да се доизгледа целиот филм, затоа што вака, не е тоа филм како американскиот Холивуд, кај што е се раскажано, све ти е натацна, исркаш како, ајде да кажам, еврокрем, лажиче еврокрем и готово. Не, ова треба суптилно, како суши малце, па вака, па онака, со ритуали, со све. И Сталкер, кој е исто пат кон Бога, ама со личното страдање, со личното прелестување, со личните борба со собствените демони. И затоа овие 3 филма мене ми се најбитни, моите деца да ги изгледаат. Тоа е едини завет кој им го дава. Ја ги крстив како деца и тука заврши све. Воспитание христијанско од мене не можат да добијат, затоа што јас сум лош христијанин, несовесен, многу грешки правам и така натаму. Среќа, они се подобри луѓе од мене, од што ја бев на нивни години. Ова е единствено што сакам они да го гледаат, кога веќе не можам да ги натерам, бидејќи идневе генерации не читаат книги. Дури и ја не можам да читам книги, ама Ана Каренина ќе го изгледам филмот, затоа што руската верзија е Војна и мир, затоа што руската верзија е стварно се држи до книгата и кога ќе го изгледаш филмот, како да си ја прочитам. Денеска, дури од современите, единствено Денис Вилнев успева да биде слоевит, суптилен. Он е канаѓанец кој работи у Холивуд, ама како да е инкарниран духот на Тарковски во него. Он го направи Blade Runner 2049, како што Тарковски да бил жив и Ридли Скот да му го дал да го прави, овој би го направил така како што го направил. Затоа не беше голем хит Blade Runner 2049, затоа што беше премногу уметнички, затоа што премногу беше внатрешен, духовна борба. Што е човек? Што сум јас? И е единствен режисер кој иде многу длабоко, а тоа го прави на многу широк начин. Дури со Дюн, сега го снима третиот дел, Дина, успеа да ја да ја одново да ја напише книгата на Френк Херберт. И тоа не е бласфемија, напротив. Тоа е дополнување. Знаете како? Дури во Новиот Завет имате 4 евангелија. Се ќе речеш, зошто 4 евангелија? Нели е еден единствен факт вистината што се случило. Да, ама не е тоа документарна програма. Тоа го правеле продуховени луѓе со личното искуство. И секој надодава нешто во сето тоа. Не дека е различно од вистината, него е само малку агол на гледање која докажува вистината. Е така прави еден уметник кој ќе земе едно дело, не да те ја раскаже книгата. Тоа е аудио книга со сликички, може и така натаму ужива. Затоа уживам во серии како што е Фондација, затоа што уживам во филмови како што е Alien Earth. Alien ми е многу добро и исто продуховено. Зошто? Злото е во тебе. И ако не го победиш, и ако не го надминеш, ќе излезе од тебе, ќе те убие. Мене ми е тоа добра премиса како духовна, еве, за еден хорор, плиток, холивудски филм. Затоа Alien е толку добар. Океј, драги мои, ете, ја ви го предложив каналот на Москов филм. Изгледајте го Соларис, Сталкер, Андреј Рублјов, Жртва и не знам што све има од Тарковски, така и некои други. Благодарам за вашето внимание, ми беше чест и задоволство, се чувствувам прочистено многу лошо. Пред да дојдам, се прекрстив, имав чувство дека нема ни да стигнам жив до овде. Во овие години успоните и падовите на биоенергетско ниво се многу чудни, ама
не е до мене. Затоа се трудам да бидам расположен, да не се нервирам, да не се секирам, затоа што стварно има кој да се грижи за мене. А ја правам колку што можам. А он знае колку можам и знае кај ќе утнам и знае кај ќе паднам, ама не останувам доле, ќе станам и ќе ја повторам грешката, ама пак ќе се обидувам и пак ќе се... И до крај. И до крај. Додека не стигнеш кондиција за вечен живот. Лека ноќ и пријатно.